Почетокот на есента е добар период да се направи пресек кој како продавал во првата половина од годината, што го сторија експертите на Jeto Dynamics и Европската асоциација на производители на возила ACEA. Според нивните податоци, старите играчи добро се држат, иако се соочуваа со дошта предизвици, пораст на цените на суровините и се построгите еколошки норми. Како и секогаш, доминантен на пазарот во Европа е Volkswagen, кој на ниво на групација пласираше повеќе од 1,8 милиони возила. Добар показател на правецот во кој се движи е и тоа дека на хибридите и електричните возила отпаѓа 28% од нивната продажба. Далеку зад германците, но и со за половина помалку електрифицирани модели е Stellantis, кој стигна до нешто над милион возила. На позициите зад нив се Renault групата со 700.000 и Hyundai Kia со 541.000 продажби, додека петото и седмото место се резервирани за премиум марките BMW и Mercedes. Меѓу нив се наоѓа Toyota, во чија продажба електрифицираните возила учествуваат со дури 86%. Следува Ford и како изненадување кинескиот Geely, кој со својот силен продор во Европа освои малку над 200.000 купувачи. Топ 10 листата на европскиот пазар, на кој во првата половина годинава се продадени 6,8 милиони возила, ја заокружува Nissan.